патијето е во една фаза на замрзната состојба, период во кој што ние како опозиција донесевме одлука да бидеме активни во собранието, меѓутоа да не учествуваме во работата на пленарните седници на комисиите. Како што знаете, тоа јавно беше објавено. Причините за тоа е што не се сложуваме со голем дел од активностите кои што ги превзема власта. Во началото тоа беше заради тоа што Уставниот суд не се произнесе односно прашањето за специјалното јавно обвинителство. Како што знаете, денеска не информира дека уставните суди одат на колективен одмор. Тоа значи дека до крајот на август и почетокот на септември ние нема да добиеме одлука од таа страна, што во еден момент ни овозможува ние како опозиција да почнеме со разгледување и преиспитување на одредени ставови кои што ги имавме по тоа прашање. Меѓутоа дополнително се зголемува јазот помеѓу различните мислења, особено во делот со најавата за пуштање на еврообврзницата и тоа во износи кои што не кореспондираат со реалните потреби на Република Македонија, и тоа се одзива на еден факт дека овозможува сомневање во страна на опозицијата дека тие средства кои што би се добили од страна на обврзницата би биле злоупотребени во избирачки цели кои што, како што знаете, во изминатиот период ни даваат основани сомненија дека ќе бидат злоупотребени за избори. НСДП, партија која што работи подолго време на политичката сцена, во моментов дали има некои нови случувања? Конгрес спремате, дали ќе има ново избирачко тело, зборувам раководно тело, или можеби ќе остане она стандардна постава на НСДП? Па вака, НСДП постои на политичката сцена 10 години, меѓутоа голем дел од клучните играчи, вклучувајќи го председател Тито Петковски, екзистираат во политиката минимум 25 години. Немаме во планови нови случувања. Она што Конгресот го покажа пред 3 години, значи ни овозможува наредната година да изведиме нов Конгрес. Во голем дел членството е спремно и за нов Конгрес и за избори, особено овој вториот дел, каде што знаете сите најави дека веќе очекувањата се дека несен ќе има избори, овозможува да се мотивира и да се активира целокупното членство на Нова социјалдемократска партија, и од тие причини во моментов целокупното сите членови се концентрирани повеќе на изборите кои што би следеле. Нормално, освен парламентарните кои што се претпоставува дека би требало да бидат на есен, како што знаете и самите, на пролет се очекува и локалните избори, елемент во кој што Нова социјалдемократска партија ќе излезе со, како да кажем, со мотивирачки пораки за граѓаните на Република Македонија, особено затоа што во изминатото 10 годишно битисување на политичката сцена успеавме да изфилтрираме голем дел на квалитетни кадри, но сепак истите тие не успеа да стигнат до некакви си звучни позиции од причини што знаете. Веќе 8 година делуваме заедно со СДСМ во една поголема опозицијска активност, и од таа причина, например, како носител, СДСМ како носител на главните и стожерните фундаменти во политичкото делување, не возможува членовите на НСДП во брз период да бидат истакнати. Нормално, говорам за членовите кои што се на партијата дисперзирани цела Република Македонија. Тоа ќе биде надминато во периодот што следи, затоа што очекувањата на Нова социјалдемократска партија и на цела опозиција се дека на наредните избори опозицијата ќе ја превземе одговорноста, ќе ја превземе власта и ќе почне да управува нормално со оваа држава. Од тие причини мислиме дека голем дел од членовите кои што се активни во НСДП ќе имаат прилика да ги покажат своите квалитети и одговорности кон државата преку истурено работење на одредени позиции. Дали се припремат уште сега за престојните избори, што парламентарни, што локални? Точно така, во моментот сме концентрирани највише на парламентарните избори, значи се работи максимално на терен, излезени се сите луѓе, вклучувајќи го целокупниот извршен и централен одбор на партијата. Она што е многу битно што сакам да кажам, дека НСДП превзема обврски и соработка со граѓани кои што не се членови на партијата. Значи, ние имаме веќе формирано неколку тима кои што планираме до закажувањето на датумот на избори да бидат претворени во совети во различни сфери, значи како социјалната сфера, така економската сфера и останати,
Овие тимови првенствено ќе бидат носители членовите на Нова социјалдемократска партија, но во втора фаза ќе дојдат и членови, тоест граѓани кои што не се определени политички, меѓутоа имаат интерес своите видувања за одредени промени во државата да ги преточат во политичка форма и тие истите ќе партиципираат во структурите и органите на Нова социјалдемократска партија. Од тие причини мислиме дека со таква активност и тој ангажман кој што го превземаме во моментот ќе стигнеме до едно ниво на унапредување на целокупната програма на опозицијата која што треба да биде стожер за освојување на победата на наредните парламентарни, исто така и на локални избори. Колку како партија која што се наоѓате во опозиција сте задоволни од медиумската покриеност на вашите активности, што електронски нормално и пишани медиуми? И колку тие правично го пренесуваат она што вие го работите, колку прецизно се кажува или можеби воопшто и не се споменуваат активности? Гледайте, како партија и политичари во партијата морам да признам сме реалисти и знаеме дека ние не сме голема партија, меѓутоа јас нема да го потребам зборот дека сме мала партија. Значи свесни сме и реални дека не сме соодветно застапени на политичката сцена, особено во медиумите, меѓутоа како што и сами знаете, тоа е една и од точките кои што се преговара договорите за во пржина. Генерално и медиумите не овозможуваат реална застапеност на опозицијата генерално. Од тие причини јас не можам да искажам нити револт, нити момент кој што... Сметате дека има селективен пристап од страна на медиумите која станува збор за политичките партии? Не сметам дека има селективен кон НСДП, мислам дека има селективен пристап кон опозицијата. И тоа не е воопшто, тоа е точно концентрирано кон опозицијата. Значи, опозицијата нема реална шанса за представување идентична како што има власта. И тоа представува еден од фундаменталните проблеми. Па гледайте, зошто? Најверојатно се работи за некакви блиски врски помеѓу власта и медиумите и приватните медиуми, кои што возможуваат они да даваат приоритет на нивните програми, тоест на програмите на владеачките партии. Во тие врски ние не учествуваме, не можеме да партиципираме, а нити сакаме да партиципираме во врски кои што постојат основани сомневања дека се можда и криминогени. Од тие причини, како што знаете, на останатите телевизии не би ги споменувал, меѓутоа опозицијата нити има шанса, нити па некој го регулира тој начин како да стигнеме до реално представување на нашите програми и нашите видувања за решенија во оваа држава. Сметате дека доволно не се покриени вашите активности? Апсолутно, а би требало? Апсолутно. Јас не знам ние како може да помогнеме. Еве на вашиот прв повик ние стигнавме и дојдовме. Значи, Нова социјалдемократска партија е отворена кон сите телевизиски медии, куќи и медиуми и стоиме на располагање за да ги искажеме нашите видувања, програми и активности кои што ги правиме на терен. И повторно ќе напоменам. Значи, решенијата во Република Македонија треба да бидат збир од квалитетни и нормални програми кои што ќе дозволат системот да се врати во елементарната и функционалната смисла. Што значи тоа? Тоа значи дека државата во моментот ја има изгубено смислата и поимот кој што го носи како држава. Ние не функционираме како држава, функционираме како акционерско друштво, кој што е управувано од една мала група на луѓе и како што и сами меѓу другото констатиравте дека нити имаме шанса да се експонираме во јавноста, нити па имаме шанса нешто да смениме повеќе во тој дел. Сметате дека демократијата е нарушена во нашата држава? Сметаме, ние не само што сметаме, ние го тврдиме тоа. Македонија нема демократија. Треба да бидеме на чисто. Демократија има во оној момент кога ќе бидат сите граѓани еднакви по сите основи. Загарантирано со уставот онака како што пишува. Уставот тоа го дозволува, меѓутоа треба да се примени во сите полиња на живење. Оно што сакам да го посочам се протестите кои што се случија во понеделникот. Министерството за финансии го осуди вашиот собир на граѓани, каде што го изразувавте вашиот револт. Вашето лице беше познато затоа што бевте во првите редови на конкретно на овој протест. Господинот Тихомир Климовски, кој што е претседател на полицајскиот синдикат, изрази негодување на начинот на кој што протестантите се однесуваат према полицајците, бидејќи тие само си ја вршат својата работа, и апелираше до вас и до сите кои што излегуваат на протести да не ги навредуваат и да не ги повредуваат полицајците.
Дали сметате дека вие како еден од останатата група на луѓе кои што се незадоволни, изразуваат навистина големо незадоволство кога станува збор за некои одлуки што се донесени во нашата држава, ги надминуваат границите на пристојно однесување? Апсолутно. Се сложувам со вас дека веќе не само тие граници на пристојно однесување, надминати се сите граници. Значи, дури како што констатиравме во претходната теза, значи медиумите не само што не дозволуваат критично мислење од опозицијата, они до тој степен ја спинуваат и реалното барање на опозицијата или реалното барање на граѓаните на Република Македонија, што во одреден момент наместо да бидат криви полицајците, криви се граѓаните. И тука сакам во стартот да направам една дистинкција. Значи, треба да имате на ум кога се говори за полицијата или за одредени несоодветни зборови кои што се употребуваат кон нив, најчесто граѓаните револтот го изразуваат кон врхушката на таа полиција и кон индивидуалци кои што не соодействуваат со нивните капацитети за да бидат достојни да ја носат униформата и да бидат полицајци. 90% од луѓето кои што се од страна на полицијата извршуваат работата совесно. Меѓутоа заради оние 10% кои што не соодействуваат и не треба да бидат полицајци, немаат нити соодветно образование, нити соодветна култура, а се поставени во првите редови, не треба, полицијата го губи тоа што го губи. Од тој аспект сакам да кажам, да, точно е, бев во првите редови и бев затоа што мене ми беше ускратено правото да се движам. Значи, ние како граѓани излеговме на јавен протест. Претходно на протестот, 2 часа пред протестот закажан во СЈО беа друга група на граѓани пред Министерството за финансии, кога ние дознавме дека се они таму, тргнавме спонтано, онака како што и се движи целата поврка со граѓаните таму. Она што се случи беше за мене непоимливо. Значи, барикади имаше на секое ќоше поставено при влезовите кон специјалното јавно обвинителство. И јас застанав на една од барикадите и покушав да разговарам со одговорните лица кои што беа позади првичните полицајци, да прашам што е тоа што се случува и зошто е ускратен протестот. Како што знаете, нити министерот дава одговор за таа работа, нити некој одговорен во полицијата дава соодветен одговор зошто се случи тоа. Значи, ускратено е правото. Исто така мора да признам дека не дозволивме да дојде до никаков судир. Навредите кои што се даваат кон одредени лица и кои што се импутираат дека ги кажуваат граѓаните не се точни. Физички напади немаше. Селективно е. Вербални. Да, вербално. Гледајте, што е вербален напад? Дајте да расчистиме дали е напад објавување на обврзница од 650 милиона евра и задолжување на секој од нас. Извинете, протестот беше како може некој да си дозволи во оваа држава да не задолжува во очи пред избори и да за работа која што директно ги засега граѓаните. Каде е тука конструктивноста на власта? Каде е нивниот елемент дека треба да се разговара со опозицијата? Па тие не ја задолжуваат својата домашна куќа или својата фамилија, ги задолжуваат сите граѓани на Република Македонија. Од тој аспект гледано, апсолутно го оправдувам и лично го чувствувам револтот околу задолжувањето со постоечката еврообврзница која што се пушта во оптек и ви препорачувам на владата на Република Македонија да си најде начини и форми истата да ја стопира во овој момент. Сметате дека нема потреба да се издава еврообврзницата? Не, сметам дека треба да се издаде. Превисока е... Да, сметам дека треба да се издаде еврообврзницата, но не во рамките на 650 барани милиони. Значи, моето видување е дека обврзницата треба да биде издадена само во рамките на она што значи покривање на постоечките достасани обврски. Значи, да се покрива дефицит иден, кој што тек допрва треба да го предвидуваме, пошто голем дел од средствата во еврообврзницата треба да бидат покриени овогодинешниот дефицит и дел од дефицитот од наредната година, за мене се апсолутно неприфатливо. 650 милиона евра задолжување на Република Македонија овозможува повторно на владеачките партии да ја злоупотребат истата и да прават работи кои што нема да доведат до соодветни или нормални резултати на изборите. Но експертите изјавуваат дека опозицијата или СДСМ го кочи носењето на буџетот и со тоа придонесува да делот од почнатите проекти кои што ги има започнато оваа власт не можат да продолжат затоа што се прават обструкции. Точно така. Го кочиме.
И тоа ќе кажеме јасно и гласно, како што ќе кажеме тука, исто така говориме и на говорницата во собранието, значи ги кочиме за да престанат проекти од типот на Скопје 2014. Значи сите оние проекти кои што се во интерес на граѓаните на Република Македонија, опозицијата апсолутно ги поддржува. И тука во основата се инфраструктурни објекти, социјалните дотации, значи здравствениот систем. Меѓутоа, вие да правите во ова лудо време, да правите Лас Вегас во сред Скопје, мислам според мене е нонсенс. Значи јас го оправдувам инвестирањето и во градежните објекти. Сепак стана збор за капитални инвестиции кои што немаме капитална инвестиција во Скопје 2014, немаме капитална. Не за 2014, зборувам за проектите кои што се започнати и што допрва треба да се реализираат. Па гледајте, они капиталните инвестиции ги започнаа во 10-та година од нивното владење. На втората година од нивното владење започна со Скопје 2014. Јас се прашувам, ако првичните проценки нивни требаше да бидат до 50, евентуално 80 милиона евра. Последните показатели укажуваат дека се 600 милиона евра потрошени на Скопје 2014, а они дополнително сакаат да инвестираат во разни тркала кои што треба да се поставуваат на кеот на Вардар и не знам што уште не. Ние до каде ќе стигнеме? Значи треба ли да исполнат некој лимит од 1 милиарда? Тука мислам дека јавноста мора да знае, граѓаните на Република мора да знаат и сакам да повторам јасно и гласно. Значи опозицијата ги оправдува сите инвестиции во здравството, во социјалата, во образованието, во инфраструктурните објекти. Не можеме да демантираме дека воопшто ништо не е направено за овие 10 години откако актуелната власт е на власт. Има започнато доста проекти кои што се направени, допрва ќе треба и да се направат. Меѓутоа, секој кој што работи може да направи некоја грешка, меѓутоа да биде тоа што побезболна за народот. Гледајте, значи јас ќе си дозволам тука. Не можеме да кажеме дека воопшто ништо не работат. Јас ќе си дозволам тука една паралела со вашата емисија. Мислам, јас се запознав со вашата емисија, меѓутоа хипотетички, ако вие од 100 емисии направите 90 неквалитетни и 10 квалитетни, никој нема да ве зборува. Значи истото се случува и со ВМРО ДПМН и со нивното владење во изминатите 10 години. Сметате дека нивното работење е погрешно? Има 95 неуспешни проекти. Да, има 5 успешни, меѓутоа овие 95 не заглавија како граѓани во долгови за наредните 100 години. Што очекувате? Пазете, значи не е суштината да работите само заради работење. Они во нивното работење правеа многу грешки. Има елементарни сомневања дека се извршени разни криминогени активности. Не дозволија истите тие да бидат потврдени на суд. Како што знаете, лицето Иванов донесе аболиција со кој што го ја спречи постапката за да бидат докажани одредени криминогени активности во оваа држава. И тоа укажува дека не можам јас да ја прифатам тезата дека они нешто работеле. Тоа можеби ќе беше пред 6, пред 7 години. После ова што се случи со бомбите, видовме ние што они работеле. Имаше ли потреба бомбите да бидат пуштени во јавност? Или можеби можеше да се изнајде некој друг начин за да не дојде до ваква ескалација на политичката сцена? Ете, јас ќе ви кажам личен став. Моje мислење е дека беше не само што тие колку беа 40, 50, 100 бомби или разговори кои што се пуштеа. Јас мислам дека све требаше да се објави во тој период. Колку опозицијата доби со објавувањето на бомбите, а колку актуелната власт изгуби со тоа? Гледайте, ирелевантно е колку опозицијата доби или колку сепак се прават математики пред да се пуштат во јавност. Јас ќе ви кажам, ирелевантно е тоа. Битно е дека доби Република Македонија. Битно е дека граѓаните на Република Македонија имаа прилика со своји уши да слушнат за што се работи. Пазете, претходно, се тоа што се говорело и луѓето што го знаела беше во фаза на хипотеза. Значи, хипотетички беа предпоставки, никој не можеше да ги каже. Јас дори и сега исто така тврдам дека тоа се работи за основани сомневања. Значи, разговорите не може да докажат сами по себе одредено дело. Тие представуваат основани сомневања. Меѓутоа, тоа важи во формалниот дел на судот. Знаете, кога има ситуација каде што доказите се несоодветно прибрани, може и да биде ослободен, иако целокупната јавност ќе знае дека тој е крив. И ние немаме проблем со тоа. Значи, доби Република Македонија затоа што моралниот чин дека ги дознавме луѓето како делуваат и што прават, е веќе расчистен. Сега треба власта и сите околу власта да докажат дека веќе не се виновни. Иако според мене основата во презумцијата на невиност е дека треба да докажат обратен процес, дека некој е виновен. Меѓутоа ние имаме основани сомневања кои што се искажани преку пуштањето на бомбите.
И второ, треба да расчистиме уште една работа. Значи, примарно е да се дознае кој снимал и во колкав период го правил тоа. Без да се дознае тоа, станува помало злова што го правеле во разговорите. Значи, да имате вие 24 часа Big Brother во вашето битисување во средината каде што живеете, според мене врв на еден режим или врв на една диктатура. Најсовремена. Можно ли е да не знае првиот човек од Министерството за внатрешни работи дека се случува вакво нешто во државата? Да се снимаат лица кои што Гледате, се помалку или повеќе популарни во нашата држава? Од средина која што информатичката технологија е блиска и можам да ви кажам на тоа прашање, да, можно е. Значи, можни се разни злоупотреби на системот. Меѓутоа, знаете што е најбитно? Најбитно е да власта да дозволи да се докаже кој е крив. И дополнително, значи, кој е тој што прислушувал и со кој цели тоа го правил. Они јавно искажаа став преку лицето Иванов дека не се сложуваат со постапки кои што се покренати во таа насока. Они не сакаат да се дознае кој е виновен за кој знае колку годишно прислушкување на македонските граѓани. Они со тоа што ја спречија постапката со аболицијата не дозволуваат да се докажат и евентуални сомневања за одредени криминогени активности кои што би ги имале некои од лицата. Зошто е проблем на опозицијата да се изговори председател Иванов? Тоа не се употреба лице Иванов. Тоа не е проблем на опозицијата. Тоа веќе во последно време, значи и актуелно станува. Не, тоа не е проблем. Не ја признавате неговата функција? Не, тоа не е проблем. Смитате дека несовесно ја води? Тоа е мој личен став. И јас го ословувам лицето откако ги издаде аболициите. Тоа не е лична навреда, тоа е навреда кон постапката што он ја направи. Со неговата постапка он ги навреди сите граѓани на Република Македонија. Покажа неселективност, покажа селективност, значи, покажа дека е извршител на нечии наредби, покажа дека воопшто нема како личност интегритет. 10 пати кажа дека го прави во име на државата, 10 пати откажа дека го прави во име на државата. Значи, личност која што не може да застане и да го слушне гласот на народот, нема право за мене да биде председател на Република Македонија. Кога би бил во негова улога, јас веднаш би си поднел оставка после првиот проблем. Да, он излезе во одредена ситуација и кажа дека ова го прави во интерес на граѓаните на Република Македонија и самиот докажа дека после 2 месеци си ја повлече и плюкна позади тоа што го искажа. Така да, неословувањето со председател кон лицето Иванов е моја лична одлука, затоа што не го признавам за мој председател. Постапките и чекорите кои што ги прави, мислам дека не соодействуваат со тежината на функцијата која што ја носи. Тоа Сметате дека несовесно си извршува функцијата? Гледате, јас немам докази за несовесност, сметам дека тој е неодговорен и не знае што прави. Дали ја прави, дали ја остварува својата функција несовесно? Знаете, има една од анекдотите, вика 6 години кјутеше, добар беше. Сега кога почна да говори, не бива. Значи, мислам дека Иванов треба веднаш да си поднесе оставка и да не дозволи да екзистира повеќе на политичката сцена, затоа што докажа дека е несоодветна личност за таа институција која што ја превзема како одговорност. Минатата емисија, мој гостин во емисијата Двоглед беше господинот Павле Богоевски, еден од активистите на Протестираме или Шарената револуција, кој што ги искажа своите ставови, зашто тој всушност се наоѓа таму и не пропушта прилика да биде дел од протестите. Констатиравме дека млади луѓе се претежно до 40 годишна возраст застапени на тие протести, но исто така има голема поддршка и од повозрастните, можам да кажам слободно и пензионерите. Дали може би на нашата политичка сцена треба млада, свежа крв? Бидејќи досега гледаме 20 години речи се едни исти луѓе. Само ги менуваат функциите. Апсолутно се сложувам дека треба млада и свежа крв, меѓутоа треба нови идеи и искуство треба. Значи, ние како што знаете, таа тематика добро ја одработи ВМРО ДПМН. Донесе млада и свежа крв, неискусна во ниедна сфера и се ја управуваше онака како што сака. Гледам некои други од коалиционите партнери на власта
го повторуваат тој чекор. И знаете как коментарите кај граѓаните какви се, направија детска градинка од владата. Да, треба млада и свежа крв, меѓутоа да расчистиме, говориме за политика. Луѓето кои што влегуваат во политика не треба да ги носи само желбата за промени. Треба да постои искуство и знаење во нив. Значи тие луѓе треба да преземат товар и одговорност на позициите кои што ќе ги носат во државата. Од тие причини, ако се бара младост и свежост и нова крв, за мене да. Меѓутоа таа треба да биде расчистиме. Таа млада свежа крв во политиката треба да биде над 40 години. Сметате дека таа возраст е доволна за да еден човек биде зрел да знае што треба да носи млад човек, еве, нека не е 40, значи на над 30, 35 години, човек кој што е созрен, човек кој што стигнал да работи, човек кој што стигнал да оформи фамилија собствена и да понесе товар на други лица на својот собствен грб, според мене е спремен за да започне да се занимава за политика. Она што би значило да управува или да води, треба да овозможи преку искуството кој што го има стекнато во живот. Паролата е нема правда, нема мир. Okay. Можно ли е да правдата во нашата држава спи? Ја мислам дека не спие правдата. Сепак сме правна држава, не можеме да кажеме дека не сме правна држава, но очигледно нешто не функционира како што треба, што волкав револт толку голем период, еве година дена назад, како што се изјава од голем број на граѓани. Гледате, ќе бидам искрен и ќе ви кажам. Делумно се согласувам дека сме правна држава и ќе ви го кажам мојот став. Да, ние бевме правна држава, но сега мислам дека не сме правна држава. Зошто? Од причини што правдата прво не постои, таа е селективна, наклонета е кон припадниците и членовите на владеачките партии. За разлика од тоа, останатите граѓани не може да стигнат до правдината. Од тие причини, значи исконско е родена пораката нема правда, нема мир. Укажува дека се додека нема правда, нема да има и мир. Тоа значи дека револтот кај граѓаните има достигната максималната фаза. Нека не се залажуваат овие од власта дека сега доаѓаат летниви одмори, па нешто ќе им се случи како затише. Ги чека жешка есен, жешка пролет и жешко лето. Така да не влегуваат во филм дека можат да спијат на тоа. Од тие причини мислам дека граѓаните и припадниците на политичките партии, особено на опозицијата, ќе се доведат во ситуација во која што ќе почне еден револт кој што можеби нема да може да се контролира. Пред да дојдеме во емисијава имав можност да погледнам малку вести, каде што еден американски началник осуди осквернување на еден споменик каде што биле загинати 27 припадници на нивното МВР. Додека кај нас спомениците се бојат со најразлични бои. И некако како да никој не поминува казнет, смета дека тоа е дозволено и треба да се направи, затоа што тие се ругло на нашиот град. Можно ли е да толкаво ругло имаме во нашава држава да се мора да се обои? Гледате, заборавате еден друг дел. Кога ги трошеа нашите пари на глупости и гаки по Прометеи и еден тон неспоменици и реагираа илјадници граѓани на улиците, никој не реагираше тогаш во јавноста. Дали може би друг начин да се спроведе тоа? Наместо да се фарба се живо и диво што ќе се сретне. Па не се фарба све живо и диво. Се фарба за она што се мисли дека се потрошени пари без никаква причина. Се фарба за она што граѓаните се борат изминатите 10 години дека е жива глупост. Се фарба она за каде што со наши пари правеа нивни хирови. Кажете ми каков его трип е тој да земе да направи Лас Вегас во сред Скопје? На што личи тоа? Прво треба да се појави креаторот на таа работа. Како? Второ, дали знаете дека има соосновани сомневања за тешки криминали во изградбата на Скопје 2014? И сега ние, малкумината, кои што се осудивме да го искажеме својот револт со фарбање и со фрлање на бои, испаднавме главните кривци. Што значи тој Прометеј онде што е направен со коњите кои што седи онде со гаќите? Што е значењето на триумфалната порта? Како тие одеднашка скулптури добија статус на споменици?
Прво не се споменици, значи, спротивно е на законот. Терминологијата која што се употребува кај вас новинарите и кај граѓаните е пенетрирана на сила. Тие не се споменици. Они ги направија со вештачки форми да тие бидат третирани како споменици. Кое е означувањето на Триумфалната порта? Зошто се потрошија илјадници, милиони евра тамо за да се направи? Што е целта на тој? Какви ние триумфи имаме изминати 90 години? Што е целта на сите оние скулптури што се потрошија онолку пари? Каде е социјалниот живот на граѓаните? Каде е нормалното живење? Каде е инфраструктурата? Сега им текна после 10 години да ја прават. И немало револт крај граѓаните. И сега се криви затоа што фрли со 3 балони боја. Или офарбале нешто за кој што е на крајот на криштата нивна собственост, на граѓаните. И они имаат право да се однесуваат кон тоа онака како што сакаат. И сега ние доведовме дека тие истите се детерминирани како криминалци, како олош, како багабонти и сето тоа. Тоа е проблемот и со медиумите, значи тоа се тие спинови кои што они ни го сервираат секојдневно. Сметате дека ви се стават етикети кои што не ги заслужуваат? Да политичарите се навикнати на сите етикети. Проблемот е што не може некој од политичарите да си земе за право граѓаните да ги нарекува вакви или онакви и да ги дели на едни или други. Тоа нема право никој политичар, особено не оние што се на власт. Значи нема право нити министер, нити заменик министер, нити било кој полицаец да навредува било кој граѓанин. Граѓанинот го има тоа право затоа што он врши функција која што е во име на граѓаните. Значи ако граѓанинот прави нешто, тоа е во право, затоа што целата држава е во име на граѓаните. Полицаецот во чие име прави? Во чие име застанува онде полицаецот? Во чие име се правеа оние тешки скулптури и тешки знаменитости и сите тие работи? По кој основ се правеа? Кој ја одобри таа работа? Зошто не направија референдум? И пазете, сега ни го носат ГТЦ, ќе го претвараат во барокен стил. Кого прашаа некого? Кој го праша граѓанинот? Сепак вие што седите во собранието имате право, значи да кренете рака и против и за, и сите одлуки што се носат преку собранието. Мислам дека треба одговорностите пратеници да се поднесат. Па гледате, тоа би било во ред. Не може целиот гнев да се фрли врз припадниците на МВР. Се согласувам, Значи тие не се криви, навистина не се криви кога ќе гледаме човечка гледна точка. точка. Не ги окривувам во делот на политичките состојби. Припадниците на МВР можам да им апелирам да имаат обзир кога се наоѓаат на барикадите дека позади од другата страна стојат граѓани кои што се можеби нивни браќа, сестри или родители. Меѓутоа тоа е нивна функција, тоа е нивна должност. Нивна функција. Должност е да го заштитат објектот. Не е должност тоа. Не е должност. Они се може да го заштитат објектот, меѓутоа не да тепаат по граѓаните. Значи они не смеат да дигнат рака на ниеден граѓанин. Значи они немаат. Исто така нели граѓаните не смеат да дигнат рака на нив. Тоа е дискутабилно. Реципроцитет. Не е реципроцитет. Тоа е дискутабилно. Граѓаните е многу поголем поим како демос отколку полицијата. Значи полицајците не смеат да ги допрат граѓаните. И они не смеат да го спречат слободното движење на граѓаните. Тоа не смеат да си го дозволат. Значи тоа се наредби кои што се спротивни на закони. Тоа се наредби кои што се спротивни на уставот. Слободното движење на граѓаните не смее да биде спречено. Да, може да ги чуваат институциите. Меѓутоа во рамките да не се влезе внатре, да не се направи било што. Фарбањето, покажување на револт. Се извинувам, ќе ја прашам македонската јавност. Каде е компарацијата помеѓу фарбањето и она што се злоупотреби за да се направат тие одредени скулптури, споменици, како што ги нарекуваат и све друго? Кој ќе ја носи штетата? Чија е одлуката за тие направени? Значи, кој ја направи Триумфалната порта? Зошто ја направи? На кого му треба? Ги праша некој граѓанин? Зошто дозволивме да дојде до оваа ситуација во нашата држава? Значи, тоа не е дејство преку ноќ. Значи, години наназад се случувало нешто, за да дојде до ескалирање на тој проблем и да биде овака како што е. Веќе, навистина, и луѓето кои што, нашите гледачи, и во меѓусебните контакти, непосредно што се среќаваме со нив, значи и тие се изреволтирани. Значи и од реакцијата на позицијата и од реакцијата на опозицијата. Вика, до кога веќе вака? Значи, некако како да веќе се враќаме навистина како држава многу наназад. Наместо да напредуваме и да поидеме таму веќе каде што веќе 20 години сакаме да влеземе во Европската унија, ние некако се враќаме наназад. Се согласувам со вас и тоа морам да ви признам. Зошто доведовме до ваква ситуација? Зошто се дозволи? Морам да ви признам дека тоа, според моје мислење, е стратегија на власта. Значи, они
како да кажем, дојдоа на власт со економска програма. Јас ја памтам 2006 година, ВМРО ДПМН излезе како реформаторска партија, партија која што ќе воведе нови принципи во економијата, која што ќе донесе странски инвестиции и сето тоа. И генерално граѓаните одлучија така како што одлучија. Но она што стварно е како прашање кое што ќе треба да се дебатира е зошто се дозволи толкав период они да ја злоупотребуваат власта. Значи многу се клучни моменти. Кога е почнато да се злоупотребува власта? Кога е почнато да се злоупотребува државните органи? Треба да се најде елементот кога партијата ВМРО ДПМН се спои со државата. Значи имаме денеска прилози на сите телевизии во каде што председателот на ВМРО ДПМН разговара за буџетите од улога на председател на ВМРО ДПМН со градоначалниците на локалните самоуправи. И сега кога ќе ја фатиме темата што се случува? Добро, се извинувам што ова сакав да ме прашам. Дали градоначалниците на сите локални самоуправи во нашата држава треба да даваат отчет према председател на една политичка партија или према премиерот? Нити према председател, нити према премиер имаат обврска. Зошто? Зошто даваат отчет ако веќе не мораат? Тоа покушавам, значи на прашањето зошто 10 години не требаше за да се освестиме, најверојатно затоа што они има тивко спојување на партијата со државата. И поимот партија и држава стана едно. Знаете, имаше во бомбите тамо ВМРО, ВМРО, МВР, така да постојат елементи на точно пенетрирање кога партијата ја превзема државата во вистинска смисла на зборот. И тоа денеска го имаме како доказен материјал, значи со изјавите денеска каде што ги прави ВМРО ДПМН е во улога на собственик на општините, на локалните самоуправи. Од тој аспект гледано. Значи, мислам дека се дозволи да се стигне до овој момент затоа што луѓето немаат докази. Ако памтите убаво, 2014 година ние ги бойкотиравме изборите затоа што имавме основани сомневања дека тие беа злоупотребени и беа украдени. Нашиот бойкот беше потврден од страна на прислушкуваните разговори кои што беа објавени во јавност. Мене не ми е потребен формален суд за да докаже. Тоа е потребен за граѓаните, за државата. Меѓутоа, мене ми е доволно јасно на кој начин они ги добија изборите во 2014 година. Сега врз основа на тие сомневања и на тие мои мислења се отвара прашањето што се случува во изминатите периоди, значи дали претходно 2013 локалните избори биле злоупотребени, дали во 2011 година се правеле одредени злоупотреби. Така да, стварно, тоа е едно прашање за сериозна дебата, зошто дозволивме ова да не се случи, и тоа може да го дебатираме многу време. Но она што јас можам да кажам е дека никогаш повеќе нема да дозволиме тоа да се случи. Ја научите лекцијата? Јас не знам за другите, јас никогаш повеќе нема да дозволам да се воведе диктаторски режим во Република Македонија или форми и начини на режими кои што би делувале во оваа држава. Знаете, ние ја изгубивме елементарната слобода. Ние немаме милост повеќе во нашето секојдневие, во живеењето. Изгубивме формата, станавме робови на еден систем кој што не ти овозможува дури ни да дишеш. Значи се воведе една плејада на казни. Се воведе една плејада на контроли на луѓето врз кои што никогаш порано не беа потребни. Зошто? За која цел? За да стане буџетот од 1,5 милиарди на 3 милиарди? За да имаме 3 милиарди буџети да се фалат на сите страни, а врз основа на тоа да се прават проекти од типот на Скопје 2014. Ја мислам дека после овие случувања во изминативе 2 години, Македонија никогаш повеќе нема да биде иста. И јас можам да гарантирам за себе дека ќе одам до крај, никогаш нема да дозволам тоа да ни се повтори. Оно што се случува во пржино деновиве е продолжување на разговорите што застана. Се донесоа 6 точки кои што не се испочитува. Обновување на пржинскиот договор има. Она што можевме да го слушнеме од господинот Ораф е дека има напредок во преговорите, но меѓутоа се уште има спорно едно прашање кое што не сакаше да каже за што точно се спори. Избирачкиот список и транспарентноста или работата на медиумите се најглавните или 2 точки кои што се застапени на овие преговори. Сметате дека ќе резултира со конечен епилог ова што подолго време се случува во пржино? Да, апсолутно, мислам дека епилогот е многу близко.
прашање на време, мислам дека кон средината на август веќе сите карти ќе бидат на маса. Дали може би имаме некоја си дата кога би се случиле Јас не новите сум парламентарни со датата, но убеден сум во следново. Дали ќе има избори на есен или ќе има избори на пролет заедно со локалните, опозицијата ќе извојува победа. Од причини... Зошто сте сигурни во ова изјава што дадовте? Па ќе ви кажам зошто сум сигурен, затоа што мислам дека ни еден граѓанин повеќе не е доведен во заблуда за да мисли дека одредена работа или одредени активности во државата се хипотетички. Тоа е она што го говорам цело време. Бомбите овозможија луѓето да ја сватат работата и да осознаат вистински. Судовите нека докажуваат дали се вистина или не. Основните сомненија станаа реалност во морален и кредибилен аспект. Од тие причини, дали ќе одлучат да одиме на избори на есен или ќе одлучат да одиме на избори на локални 2017 година, за мене е ирелевантно. Опозицијата ќе извојува својата победа. Ќе го врати системот повторно во оваа држава и ќе ја врати слободата на граѓаните. Она што е многу битно да се запамти е дека во моментов се боксува за фер игра. Значи се разговара, иако и како Љубомир Јосифовски, и како Нова социјалдемократска партија имавме од почетокот став дека не треба да се разговара со лица и кои што се осомничени за одредени ситуации. Не ја потврдивме, не ги оправдувавме ниту еден од разговорите кои што беа во минатото. Можам да укажам следново, дека што и да се случи, изборите опозицијата ќе ги освои. Единствено што треба да направи власта е да возможи фер и регуларни услови за сите страни. Сметате дека тој фамозен избирачки список ќе биде прочистен еднаш за секогаш? Да се симне од дневен ред на проблеми кои што се случуваат? Па со оглед на активностите кои што ги преземаат опозицијските представници, мислам дека ќе биде во ред овој пат. Јас би побарала од режијата джингл доколку може да земеме малку воздух и ќе се вратиме веднаш после джинглот. Сакам малку да ја прокоментираме работата на специјалното јавно обвинителство. Колку сметате дека како избрано тело, како избран орган ќе може соодветно да одговори на сите потреби кога станува збор за овие специјални случаи каде што треба да се обрне посебно внимание и да се донесат исправни одлуки? Гледайте, знаете, специјалното јавно обвинителство беше избрано во собранието со апсолутен консензус на сите политички партии, независно дали се од власт или од опозицијата, и мислам дека еден од максималната бројка имаше собрано, околу 110 пратеници гласавме за формирање на специјалното јавно обвинителство. Јас не знам што се случува во делот на кои типови на случаи ќе треба да се извадат и сето тоа, но апсолутно сум сигурен дека специјалното јавно обвинителство мора да ги добие сите услови за работа. Немаат доволно услови за да може да работат? Де факто, преку нивните изјаснувања и она што се слуша во јавноста е дека они најдуваат на секојдневни препреки. Во смисол? Па еве, банална работа е, например, предлог законот кој што требаше да се најде пред пратениците во делот на заштита на сведоците, кој што требаше да биде како надополнување на сведоци од страна на јавното јавно обвинителство, не беше донесен. Иако тоа стои како точка, значи они имаат сериозен проблем при комуникацијата и при делување во нивната работа, значи имаат сериозни проблеми со законски пречки. Ние не направивме надминување на тие законски пречки. Дополнително се укажа дека де факто судството не одговара идентично кон двете обвинителства, во случајот јавното обвинителство и во случајот специјалното јавно обвинителство. Таа порака, како што знаете, освен македонските политичари, ја увиде и меѓународната јавност и они укажаа дека е потребна или длабока реформа, или соодветно представување во судовите, значи да се формира едно специјално оделение кој што ќе има посебен однос кон формите и начините и обвиненијата кои што произлегуваат од специјалното јавно обвинителство. Така да според мене специјалното јавно обвинителство треба да продолжи со својата работа. Да, де факто се соочува со напори, со одредени сопки во неговото делување и барањата кои што се во моментот на маса според мене се реално оправдани. Значи првенствено специјално
судско оделение, а моментот на посебна полиција апсолутно треба да дојде што побрзо пред пратениците и да видиме за што точно се работи. Имаш информација деновиве дека Катица Јанева ќе биде сменета од челната позиција на специјалното јавно обвинителство, дека на незино место ќе дојде Ленче. Кажете ми, дали Катица може навистина да притрпи промени? Јас и дека не е компетентна лично за да ја изврши работата до крај? Прв пат слушам од вас дека Катица Јанева ќе била сменета. Апсолутно ми е непозната таа информација. И она што можам да кажам, според мое мислење, дека до сега специјалното обвинителство во целост, вклучувајќи ја не само Катица Јанева, него и целокупното луѓе кои што се ангажирани таму, соодветно одговараат на позициите кои што ги имаат. Јас не гледам причина зошто воопшто би се разговарало околу било каква промена на било кого од специјалното јавно обвинителство. Тоа се луѓе кои што се нафатија со многу сериозна активност, кои што можда во професионалниот дел они ја познаваат, меѓутоа во политичкиот дел таа носи големи репрекусии. И на тие луѓе сите кои што се нафатија треба да им се честите. Они покажаа невидена храброст, соочувајќи се директно со основаните сомненија за криминал кон одредени луѓе. Затоа, апсолутно, мојата поддршка и очекувам на сите 123 пратеници дека ја имаат и дека они треба да продолжат со нивната работа за да докажат сериозно дали постои основано сомневање во разговорите кои што беа направени, кои што постоја или не постои. Сите оние кои што има сериозен момент во таа причина да се одговараат пред судовите. Зошто Уставниот суд се уште не се произнесува околу уставноста на ова обвинителство? Па гледате, ете, тоа е еден од сегментите, значи, кои што покажува дека Уставниот суд не го почитува гласот на народот. Како што знаете, граѓаните интензивно порачува и протестира во делот на тоа да Уставниот суд се произнесе по однос на прашањето за постоењето на специјалното јавно обвинителство, ни тоа не го сторија. Значи, мислам дека треба да најдат уставните суди доволно време да овозможат дебата во кој што ќе се дебатираше на барањето кој што е доставено до судот. Она што е симптоматично или она што ги иритира, они треба да знаат уставните суди, она што ги иритира граѓаните е како тоа толку брзо се одлучи околу измените на законот за аболиција која што му овозможи на лицето Иванов да аболицира, а во однос на прашањето за специјалното јавно обвинителство не се произнесуваат. Од овие причини би апелирал до сите суди во Уставниот суд да изнајдат форма и начин да се произнесат. Не е битна, значи, што ќе кажат, мислам дека они точно си ја знаат и добро си ја знаат работата, меѓутоа да се произнесат за да тоа не виси како дамоков меч врз главата на специјалното јавно обвинителство. Јас верувам дека ќе се приведе кон крај нивната одлука и дека по завршувањето на летните одмори би требало да се донесе оваа одлука и конечно еднаш да се знае дали е тоа легално или е нелегално, уставно или е противуставно како орган кој што функционира во нашава држава. Би сакал малку да дадеме осврт за нашата економска состојба во државата. Се споменаа доста инвеститори во Македонија дека се дојдени од странство, доста пари се вложени, доста луѓе се вработени. Она што оди како актуелно во денешницава е проектот Македонија вработува 2, каде што имаме изјави дека првиот проект поминал солидно, доста луѓе се вработени и од таа причина се бара продолжување на овој проект. Колку навистина ние како држава сме економски способни да можеме да вработиме толкава плејада на невработени лица? Че гледате, околу економската состојба на државата, мислам дека јасни показатели се последните активности на Министерството за финансија, тоа е објавувањето на еврообврзницата во висина со максимален износ до 650 милиона евра. Тоа покажува дека економската состојба на државата е во сериозна ситуација. Како што знаете, јавниот долг веќе и не знаеме до кој процент е стигнат и дали се калкулира и како се калкулира земањето на еврообврзницата. Мислам дека од тие причини, особено од политичката криза која што ни е навјасана, економската состојба во државата не е добра. И тоа првенствено треба да го има на ум владеачката партија. Они мора што побрзо да превземат политички чекори, за да стигнеме до фер и регуларни избори, за да не дозволиме економската состојба да се продлабочува во негативна смисла.
Од тие причини апелирам и до Министерството за финансии и до владеачките партии, значи што побрзо да ги средат да решат политичката криза во смисла на избалансирано и регуларни фер избори. И воспротивно, ние ќе бидеме доведени во ситуација да за 6 месеци или евентуално година дена добиеме држава во стечај. Тогаш било која политичка партија што ќе дојде на власт ќе биде безпредметна да управува со таа држава. Знаете колку е тешко кога ќе ја донесете во банкрот една држава. А како што гледаме голем дел од економските експерти на ЕУ дека Македонија следи грчко сценарио. Дури и во хипотетичка смисла кога се слушаат таквите прогнози, представуваат голем страв за граѓаните. За моето мислење е исто дека стварно се наоѓаме во сериозна и тешка ситуација. Ја оправдуваме евроврзницата, меѓутоа не во рамките и износите кои што ги проектира Министерството за финансии. Моите предвидувања се дека треба да бидат покриени оние трошоци кои што се неопходни, кои што се репрограмирани, значи задолжувањата кои што следат, реално. Се она што е останато на интензивни или проекти кои што не соодействуваат со политиките на државата во моментот треба да бидат стопирани. Тука треба да најдат сите инволвирани страни во евроврзницата треба да најдат доблес и пред себе за да тоа го искажат како јавен став. Во спротивно треба да бидат спремни дека носат одговорност. Да не заборавиме, има голем дел од забелешки за евроврзницата дека е спротивна на закон. Ја не би елаборирал во делов сега за тоа, меѓутоа де факто иако не присуствуваме во собранието, голем дел од економските експерти кажаа на кои се законските норми кои што евроврзницата ги прекршува. Се уште не е издадена. Сметам дека до низиното издавање ќе се размисли добро пред да се потполни и да се постигне оној максимален износ од 650 милиони кои што се навистина пари за неподценување, него пари за почит. Откако излезе Велика Британија од Европската Унија, се инициира повторно на разговори да Македонија се врати кандидатскиот статус, да направи некои одредени реформи, да се забрза незиниот чекор за влегување во Европската Унија, но од представниците што можевме да слушнеме изминативе недела дена укажуваат на политичката криза во нашата држава. Се додека не се разреши кризата во државата, не може да се доби тој кандидатски статус, бидејќи проблемот со името некако се стави во втор план. До толку ли сме во таква длабока криза кај што не може да се излезе од неја или можеби не сакаме да излеземе од таа криза? Гледате, јас ќе бидам оптимист, иако голем дел од показателите укажуваат дека тешко ќе стигнеме до разрешницата, меѓутоа факт е според мене дека ќе има разрешница оваа состојба во Република Македонија. Политичката криза ќе биде разрешена, последиците ќе бидат тешки. Тука може да разговараме на таа тема. Една од последиците е и она што се случува со Република Македонија на меѓународен план, особено кон незините евроатлантски аспирации. Факт е дека голем дел од активностите во тој дел се намалени или да не речам дека се доведени во состојба на неактивност. Ја не знам што во моментов владата прави околу тоа поле, меѓутоа индикативно е моментот дека Европската Унија прекина голем дел од ИПА фондовите. Тоа укажува на едно предупредување кое што се коси со тие европски норми и стандарди, во кои што ние мислам дека освен во политичка криза влеговме и во губење на европските вредности, значи како не само како држава како Република Македонија, голем дел од политичарите ги заборавија и европските вредности. Тоа значи слобода на говор, демократија, тоа значи право на избор. Во тој дел погледнете целокупната апсолутна состојба во Република Македонија не дозволува да стигнеме до елементи на прогресирање. Така да се сложам со вас дека политичката состојба ги успорува евроинтеграциите на Република Македонија и таа мора што поскоро да биде надмината за да може да прогресираме и во тој дел. Јас се надевам дека до септември можеби ќе се реши ова што ни се случува во нашава држава, затоа што мислам дека се исцрпени сите можности и мислам дека треба да се донесе еден заеднички став, да се седне да се размислува со ладни глави каде што навистина ќе биде интересот на државата, а не личните интереси на партиите. Она што како Европа може да го понуди на земјите кои што се кандидати за
за пристапување кон членство, ИПАП фондовите, ги спомнате, фондови каде што ви даваат одредени средства кои што треба да ги искористите. Зошто пропаднаат толку средства и се вратија назад, не ги искористивме како држава, а имавме можност? Дали не можеме самите да ги согледаме нашите потреби како држава што ги имаме, или можеби од незнаење ги пропуштивме тие средства? Гледате, прашањето кое што го отварате е дебата сериозна. Мислам, тоа малте не може ќе ни бидат потребни уште 2-3 емисии да расчистиме зошто не беа искористени голем дел од европските фондови. Но она што би сакал да им порачам на македонските граѓани, споменувајќи го летниот период, сакам да укажам дека разрешница ќе има и таа ќе биде во полза на македонските граѓани. Таа ќе се случи многу брзо и таа ќе овозможи луѓето да се вратат во нормалните текови. Она што изминатите 2 години го чувствуваме сите како притисок од политичката криза ќе го нема повеќе. Но она што треба да знаат граѓаните е дека тоа не може да се случи со магична стапче. На изборите кои што следат, секој треба да партиципира со сопствениот дел. Не може со гледање од страна да очекуваме дека Македонија ќе тргне по подобар пат. Политичарите имаат обврска и одговорност да ги наместат картите да бидат во полза на државата. Нешто со кој што ќе излезат како ривали на првите наредни парламентарни и локални избори. Но она што е битно многу за граѓаните е дека треба да најдат форма и начин како активно да учествуваат. Може да ги занемарат сите форми во активно партиципирање во државата, меѓутоа основното право за гласање, они на наредните избори мора да го искористат. Мора да го искористат за да стигнеме до подобра и поквалитетна Република Македонија. Дали сметате дека досега одлуките што ги носеше народот кога станува збор за да избере политичка партија што ќе води државата, може би направи пропуст? Не. Апсолутно стојам на становиштето дека народот е во право. Секогаш. Она што мене не ме бендисува е состојбата во која што јас осознав дека некој ја злоупотребувал мојата волја. Знаете, бомбите докажаа дека некој си земал за право да отвара некакви кутии, да мести одредени ливчини. И тоа сето би било во, да речем, некој македонски менталитет, ако било во рамките на нешто нормално. Меѓутоа, пазете, тука имате системска, како да ја наречем, кражба на гласови. Значи, постат енормни разлики кои што не соодействуваат со елементарниот избирачки список. Од тие причини, народот точно знае што бира. Проблемот е тој што ги брои гласовите, не сакал да биде слушнат гласот на народот. Сметате дека не му одговара? Па нормално, затоа 10 години владеат. И затоа ние ќе го спречиме тоа на првите наредни избори. Јас се надам дека се што видивте до сега во овој вечерашен разговор како опозиција, дека ќе го реализирате затоа што граѓаните ве слушаат. И слушаат и паметат. Секој збор што ќе биде искажен од вашата уста може да се употреби за благодет на вашите партии или можеби за осуда на самите себе си. Јас верувам дека во периодот што ни престои ќе биде разладен, не само кога станува збор за временската прогноза, туку за партиите, за онаа политичка криза која што е актуелна и која што се пролонгира веќе подолг период, дека можеби веќе ќе дојде крајот и дека ќе се доносат одлуки да се слушне и гласот на народот, меѓутоа оној вистински глас каде што ќе нема штелување на избори, на избирачки кутии, места, дека секој ќе се извршува работата совесно. Вие политичарите знаете која ви е работата, носите голем терет како пратеник, не само вие, него сите останати кои што се наоѓате во собранието на Република Македонија, и народот бара одговорност од политичарите. Спремни ли сте да дадете отчет за тоа што сте го сработили и за оно што не сте го сработили до сега? Апсолутно. Првично се служам со вашиот текст во почетокот каде што најавивте дека се тоа се снима и се памти од граѓаните. И апсолутно, јас тоа многу често го употребувам на говорница кога имам прилика да говорам. И сакам да потенцирам. Да, све што кажувам е мој личен став и став што го говорам како ставање на опозицијата. Она што е многу битно што треба да запамтат граѓаните е дека доаѓа нова генерација на политичари. Значи, реформите се почнати, тука немаме дилема повеќе да расчистиме. И да знаат, не се плашиме. Храброст имаме на претек, имаме знаење, имаме искуство. Реформите се почнати. Резултатите ќе ги покажеме заедно со граѓаните на првите наредни избори. Но она што е многу битно да не дозволиме никогаш повеќе е да не дозволиме режимот
повторно да се врати во Република Македонија. И јас гарантирам дека целокупната одговорност за се она што ќе го презема во периодот што следи ќе биде лична и моја однос на политичките ставови. И затоа стојам позади мојот одговор. Но она што е многу битно да знаат граѓаните е дека одредени исчекори што ги правиме во овој момент е само во интерес на Република Македонија. Значи да, свесни сме на тешкотиите на кои што наидуваме при преговорите со власта. Но она што е многу битно да знаат, дури и на нефер терен, спремни сме да излеземе и ќе победиме. Господин Јосифовски, јас ви благодарам за учеството во емисијата Двоглед. Во следна прилика ќе се бидеме повторно да прокоментираме дали има подобрување на политичката сцена, дали можеби работите тргнаа на подобро или не дај Боже на полошо. Доколку имате можност да ги изнесете вашите ставови во некои други емисии, би било добро да се слушне, затоа што имаме потреба да видиме понекогаш и лица кои што за жал не може да дојдат до израз, не дека не се квалитетни, но напротив се некако во сенка на обично оние челни луѓе од партиите, дали опозиција или позиција, небитно. Мене ми е драго што еднаш што имав како гостин во нашата емисија. Верувам дека и на нашите гледачи ќе им биде драго што го слушна размислувањето на господинот Љубомир Јосифовски, кој што е пратеник во Собранието на Република Македонија, кој што доаѓа од политичката партија на НСДП. Ви закажувам следна средба во четврток, каде што ќе имаме нов гостин, а до тогаш останете во добро здравје и останете со програмите на телевизија Шутел. Пријатна вечер. Пријатно.